За целосна реконструкција на спортскиот комплекс Соколана потребни се дополнителни средства кои се очекува да ги обезбеди владата наредната година. Четвртата и петата фаза од реконструкцијата би се реализирале со средства во висина од околу 700.000 евра. Досега Соколана се реновираше со општински средства, освен надворешното игралиште, велат надлежните. Проблемот е во недостаток на финансии, едноставно треба да уште некаде 700.000 евра да се заврши четврта и пета фаза. Четврта фаза е значи поставување на столарија и изработка на фасада и петата фаза е комплетно внатрешно уредување. Првата фаза статика и зајакнување и обезбедување на објектот од рушење е веќе завршена, директно финансирана од општина Куманово. Втората фаза, значи смена на кровниот покривач, е исто така завршена и финансирана од општина Куманово. Третата фаза, значи партерно уредување со доуредување на спортските терени, е веќе завршена, исто така финансирана од страна на општина Куманово, освен реконструкцијата на надворешното игралиште, кое што беше финансирано своевремено од Агенција на млади и спорт. Некаде, според наша проценка и според проценка на проектот, се потребни уште 700.000 евра за завршување. Чекаме повик од страна на владата, а беше дадено ветување од страна на премиерот дека тие средства ќе бидат обезбедени. Јас тоа очекувам да се случи во теком на 27 година, со текомниот буџет во 27 година, веќе имам разговарано на таа тема со премиерот и ние тој проект ќе го завршиме. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово и Општинскиот совет за превенција денеска на градскиот плоштад организираа настан со показна вежба по прва помош од волонтерите од Општинската организација на Црвен крст Куманово. Во вежбата беа вклучени и учесници во сообраќајот кои беа запрени од страна на овластени службени лица од полициската станица. Вкупно 30 лица демонстрираа различни видови повреди со цел реалистично да се прикаже укажувањето прва помош во итни ситуации, објави Црвен крст Куманово. Како што информираат од организацијата, оваа активност се реализира повеќе пати во текот на годината, со цел да се освежат знаењата на учесниците во сообраќајот за основните постапки за укажување прва помош. Воедно, случајните минувачи и публиката имаа можност да научат нешто ново и да ја подигнат својата свест за значењето на првата помош под мотото "Првата помош спасува живот". Високите садници на булеварите да се отстранат или да се заменат со помали заради безбедноста на возачите, но и на граѓаните кои што поминуваат на пешачките премини, бараат кумановци. Дали и какви мерки презема јавното претпријатие Чистота и зеленило за поголема прегледност на булеварите во градот, се разговараше неодамна на седницата за советнички прашања. Врз основа на разговори со граѓаните се појавува одредена загриженост во однос на безбедноста во сообраќајот, особено на локации каде што имаме пешачки премини. Имено високите насади во дел од жардинерите ја намалуваат прегледноста и за возачите и за пешаците. Од тука моето прашање гласи дали ЈП Чистота во координација со надлежните за сообраќај може да изврши проценка на овие локации каде што е потребно да се реагира, да се замена со ниски, да се отстранат, се со цел зголемување на безбедноста на пешаците. И ние таква акција во соработка со МВР Куманово спроведовме пред некаде месец и половина. Значи, критичните тачки се лоцирани. Наши инженери од работна единица Зеленило во соработка со МВР, со инспектори надлежни за безбедност на сообраќај, извршија проценка на такви ризични места и од наша страна такви жардинери, такви високи дрва кај што беше непрегледно и постоеше одреден ризик за сообраќај, за безбедноста во сообраќај, ние извршиме одредено кастрање, подкројување на такви грмушки гранки што пречеа за безбедноста на сообраќај, истите се отклонети. Значи, спроведовме таа акција на локално ниво. Можеби некаде во приградски средини се уште не сме завршиле такво нешто, меѓутоа сами на своја рака тоа не можеме, ќе мораме во соработка, кој што кажа надлежни инспектори од МВР СВР Куманово, може да поминеме, да видиме кои се тие критични точки. Ако имате одредени забелешки на таа тема, може да ни помогнете да видиме и секако дека тоа ќе го направиме.
Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини го продолжи рокот за аплицирање за финансиска поддршка за приклучок на природен газ или за набавка на котел на газ до 31 октомври 2026 година. Со мерката домакинствата може да добијат до 30.000 денари, односно до 70% од направените трошоци, а за реализација на програмата се обезбедени 3 милиони денари. Средствата ќе се доделуваат по принципот прв дојден прв услужен до нивното исцрпување. Право на аплицирање имаат домакинствата кои во текот на 2026 година ќе се приклучат на системот за дистрибуција на природен газ, како и оние што ќе набават котел на газ за објект кој веќе е приклучен на мрежата. Министерството ги повикува заинтересираните граѓани навремено да ги поднесат своите барања согласно условите од јавниот оглас. И летово ќе се организираат повеќе културни манифестации во рамките на Кумановско културно лето. Настаните во организација на Фондацијата за култура и спорт започнуваат на 31 јули со бдење на кокински мугри, културно-уметничко чествување на Изгреј сонцето, а завршуваат на 24 август со Тумба фест на градскиот плоштад. Во меѓувреме ќе се одржи и неколкудневната интернационална ликовна колонија Куманово 2026. Ќе бидат промовирани книги од авторот Бобан Петковски насловени Калдрма и Страф и трепет. Ке се одржи концерт на епска песна, 22-то издание на меѓународниот тамбурашки фестивал Рома Труба фест и урбаниот фестивал Тумсток. Кумановско културно лето се одржува 4-та година поред. Програмата нуди културни содржини за сите генерации и возрасти, ја негува традицијата и вистинските вредности на сите заедници во Куманово. Во организација на културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово од 16 до 19 јули ќе се одржи меѓународен фолклорен фестивал. Повеќе од 200 учесници, членови на друштво од Порторико, Казахстан, Парагвај, Турција, Србија и Македонија ќе бидат дел од повеќедневното културно случување во градот. Освен домаќинот, културно-уметничкото друштво Панче Пешев, кое со својата игра и оро ќе се представи на отворањето и на затворањето на фестивалот. Ќе настапат и неколку друштва од Македонија, од Кратово, Крива Паланка, Скопје и Гевгелија. Инаку Панче Пешев во јуни годинава со повеќе активности одбележа 100 години успешно постоење. На јубилејниот годишен концерт на сцената во Центарот за култура настапија сите генерации членови на Панче Пешев, кои што се достојни чувари на македонската културна традиција во Куманово. Претходно беше промовирана и монографијата насловена 100 години Кут Панче Пешев Куманово. Председателот на друштвото Зоран Илиевски и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски на промоцијата ја истакнаа значајната улога на Панче Пешев во зачувување, негување и пренесување на македонската традиција, фолклор и културно наследство низ генерациите. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера вечер во 20 часот на граничниот премин Деве Бајр на излез со државата, полициски службеници лишиле од слобода 40 годишен државјанин на Република Албанија, затоа што при гранична контрола и претрес на товарно возило Волво со албански национални ознаки кое тој го управувал, во кабината на влекачот биле пронајдени и одземени 24 пакувања со марихуана. Известен бил јавен обвинител, а возачот е задржан во полициска станица за понатамошна постапка, информира МВР. Заедничките гранични контроли One Stop денес веќе функционираат на граничните премини со Србија и Косово, а со потпишувањето на договорот со Република Албанија го заокружуваме процесот на воспоставување на овој современ систем со сите наши соседи кои не се дел од Шенген зоната, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според надлежните, со имплементацијата на One Stop системот, граѓаните добиваат едно застанување, една гранична контрола и значително пократко време на чекање, а државите добиваат поефикасно управување со границите, поголема безбедност, повеќе трговија, туризам и регионална поврзаност. На Табановце и покрај тоа што ова лето бројот на патници е зголемен за 15 до 20%, времето на чекање е значително намалено, вели МВР. Истото го овозможивме и на Блаце, Елесхан, а со пуштањето во употреба на системот на Јажинце Глобочица, ја заокруживме имплементацијата на заедничките контроли со Република Косово, информира Министерството за внатрешни работи.